влезе ненајавено и неочекувано во нашите животи. SARS-CoV-2 вирусот, или познат како коронавирус, стана наше секојдневие. Зборовите карантин, PCR тест, изолација, ракавици, маска, серолошки анализи се вдомија во нашиот вокабулар. Што се смени? Затворени граници и аеродроми, забранети патувања, полициски час, забрана за семејни и друг вид групирања се само дел од работите што се сменија. Миење раце, дезинфекција, одржување социјална дистанца и носење маска се нешто без кое денеска не се може. Се затворија училиштата, продавниците, кафулињата, рестораните. По 2 месеца повторно се отворија, ама сега се пие кафе со посебни протоколи. Има вака движење, влегуваат, но мислам дека се уште се плашат да седнат, со тоа што има секој ден ново заболени. Стартуваше онлайн образованието. Работните канцеларии ги заменија спалните, дневните соби и кујните, од каде што денеска многумина работат. Научивме да готвиме од онлайн видеа, а успешно функционираа и часовите од далечина за аеробик, пилатес и јога. Се правеа залихи од масло, шеќер, брашно, па дури и од тоалетна хартија. Се одржуваа онлайн концерти и фудбалски надпревари без публика. Но Македонија успеа за прв пат да се пласира на Европското фудбалско првенство. Се ширеше вирусот, се ширеа дезинформациите и теориите на заговор. Короната се поврзуваше со фармацевската индустрија. Вакцините демек ќе служеле за вградување на микрочипови за следење на луѓето. А некои одеа дури и дотаму што сметаат дека вакцината ќе ги претвори луѓето во мајмуни. Што научивме од оваа криза? Времето поминато со семејството е непроценливо. Некои навики може да се менуваат, дека треба да се грижиме за сопственото, но и за колективното здравје. Во меѓувреме, препораките продолжуваат да важат. Мијте раце, одржувајте растојание и носете маска.